Вести на Канал 8. Добар ден. Непознати кратци деновиве извршиле кражба во семејна куќа во населбата Трајаново Трло во Кочани. Иако задзидани вратите и прозорците, кратците го разрушиле зидот од позадина на куќата и однеле вредни предмети од домот на лицето РФ, кој со семејството се наоѓа во Германија. Полицијата извршила увид на местото на настанот и трага по сторителите. Тоа што се задзидани вратите и прозорците не ги спречило кратците да провалат и да извршат кражба во семејна куќа во населбата Трајаново Трло во Кочани. Имено, пред 2 ноќи, непознати сторители го разрушиле зидот од кај прозорот во семејната куќа на лицето РФ, кој со семејството се наоѓа во Германија, и од неа однеле вредни предмети. Соседите ја раскажуваат приказната. Комшиите со Германија, како што може да забележат камерите, се е задзидано, значи не е џам да е скршен или да е одноден. Зидот се го струшили од подзади куќата, струшење зидот доле ниското, има изнесено систем кој кошта негде околу 25.000 динара, системо и нов телефон Sony Ericsson, има тука унатре палено свеќи и такви работи, значи можеле се и куќата да ја запалат. Најголемата случка е што е тука се задзидано, се е однодено, а они се успеале, значи, кражбата да ја направат, од подзади може да снимате, сега повторно задзидаме друг зид. 2 зида задзидаме еден за друг. Да е прозор ќе ја скршат. ПВЦ врата е целата уништена, целата е скршена. Кражбите во Кочанско стануваат секојдневна појава. Се краде се и се што, како преку ден, а особено ноќе, кога е глува темница. Последната кражба isfrли на виделина многу недоречености во смисол на тоа кој ги чува куќите и како тие се заштитени од кратци. Од полицијата апелираат во случај на отсуство од домот да се остава светло, да се чуваат вратите заклучени и во становите и куќите да не се оставаат скапи предмети. Инаку, пред неколку години на сличен начин со рушење на зидот беше ограбена семејната куќа на пејачот Зоран Ванев од Штип, кој што живее во странство. Уште една информација од Црна хроника. Мотоциклистот Виница на возраст од 19 години е тешко повреден во сообраќајна несреќа што се случила во четвртокот наутро околу 6 часот и 40 минути на регионалниот пат Виница село Смојмирово. Марката на моторот е непозната бидејќи бил украден од местото на несреќата. Тешко повредениот возач бил пренесен во здравствениот дом во Виница, потоа во општа болница Кочани, од каде поради сериозноста на повредите е препратен во клинички центар Скопје. Моторот по несреќата бил тргнат од местото на несреќата и однесен во непознат правец. Полицијата во Виница презема мерки за негово пронаоѓање. Увид на местото на настанот извршила екипа од тамошната полициска станица. Започнува првиот уписен рок на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип. На 15 август завршените средношколци може да се пријават на некои од 13 факултети и 3 академии што се во состав на универзитетот. В понеделник 15 август започнува првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев од Штип во академската 2016-2017 година. Бруцошите имаат на располагање 13 факултети и 3 академии што се во негов состав, а од универзитетската управа вела дека подготвено ќе ги дочекаат сите кандидати. Завршените средношколци од целата држава имаат вкупно 5238 слободни места на факултетите и академиите при УГД, од кои редовни студенти 3335 во државна квота, редовни со кофинансирање 1008 студенти и 895 вонредни студенти. Се почнуваат во понеделник и дека универзитетот е спремен со своите капацитети да ги прими новите студенти, да ги артикулира сите потреби на сите студенти, не само од овој регион, од цела Република Македонија и пошироко, доколку имаат интерес да студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Конкурсот што е прифатен од страна на владата на Република Македонија објавен во сите весници од страна на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, содржи околу 5000 студенти оваа година и тоа е бројка која е пака релативно комотна бројка во која може да го најдат својот интерес сите заинтересирани средношколци и мислам дека бројот на студентите е доволен за да ги артикулира сите потреби на сите студенти во овој дел на Република Македонија и пошироко од неа. Првиот уписен рок ќе трае до петок 19 август. За сите оние кои нема да успеат да се пријават на првиот уписен рок, ќе имаат можност тоа да го сторат во следните два.
Од оваа година, Универзитетот нуди можност покрај класичниот начин на пријавување со поднесување на документите лично на пунктовите да се пријават и електронски со креирање на пријава од страна на кандидатот. Од наставната програма Сметководство, финансии и ревизија на Економскиот факултет во Кочани има 50 слободни места, а на Правниот факултет вкупно 60 места на насоката правни студии. Додека на дисперзираните студии по производно машинство на Машинскиот факултет можат да се пријават 20 студенти. На истиот факултет на студиите по производно машинство и транспорт, организација и логистика во Виница пак има слободни 25 места. Во општина Зрновци продолжува акцијата за собирање помош за настраданите во поплавата во Скопско. Веќе пети ден 20 граѓани од Зрновци работат на расчистување на теренот во Сингелик, каде што им помагаат на жителите во надминувањето на последиците од поплавата. Во општина Зрновци продолжува акцијата за собирање помош во вода, храна, пелени и други предмети за настраданите во поплавата во Скопско. Собирниот пункт се наоѓа пред општинската зграда секој ден од 8 до 16 часот, а донација има и од зарновјани кои се на одмор во родниот крај. Ние веќе неколку дена се вклучивме исто така во санирање на штетите од поплавите. Нашата екипа се наоѓа во населба Ченто. Можем да кажем дека овде навистина имаме една многу лоша состојба. Луѓето се наоѓаат во кал, се наоѓаат со големи штети, се уште не можат да се вселат во нивните домови. Ние успеавме од неколку домове да го изнесеме на мештеот кој што им беше поплавен. Навистина се работи на специфична ситуација, состојба, луѓето се очајни, навистина им треба многу помош. Според Станков, собраната помош во текот на утрешниот ден ќе биде доставена до Црвениот крст во Скопје, а оттаму до оние на кои таа им е најпотребна. Акцијата за помош на настраданите во Скопско во општина Зрновци ќе продолжи и наредната недела. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за добивање субвенции по основ на предадена оризова арпа во текот на месец јули од реколтата во 2015 година. До 11 август поднесени се вкупно 309 барања за субвенции. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули е со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта. Оризопроизводителите од Кочанскиот производен регион секојдневно ги комплетираат документите за пријавување во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа во текот на месец јули од реколтата во 2015 година. Од подрачната единица на Министерството во Кочани истакнуваат дека до 11 август се поднесени 309 апликации за добивање дополнителни субвенции за предадена оризова арпа кај откупувачите. Од овде истакнуваат дека голем број земјоделци се интересирале за поднесување апликации, при што од понеделник се очекува поголема динамика во поднесувањето на барања за дополнителни субвенции, кога се очекува и подрачната единица на Министерството во Кочани да работи и со продолжено работно време, доколку има потреба од тоа. Со новата мерка, земјоделците кои имаат пријавено земјиште до 2 хектари на кое одгледуваат оризова арпа, ќе добијат 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм кај откупувачите. Земјоделците со земјиште од 2 до 10 хектари имаат право на субвенција од 4 денари за килограм, а производителите со пријавено земјиште над 10 хектари на кое одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули е со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта. Оризопроизводителите по предавањето на залихите со целата документација до крајот на август треба да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство и да аплицираат за добивање на дополнителни субвенции за откупена оризова арпа. Седумдесет години од постоењето на пензионерската организација одбележува Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Сдруженијето на пензионерите на Кочани во чест на јубилејот подготвува публикација под наслов "На корените на традицијата".
Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија годинава одбележува редок јубилеј, 70 години од постоењето на пензионерската организација. По тој повод, голем дел од манифестациите кои се организираат во општинските здруженија на пензионерите се со предзнак во чест на јубилејот. И вчерашната средба на пензионерите од Македонија, која по 11 пат се одржа кај манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во селото Пантелеј Кучанско, беше во знакот на одбележувањето на 70 годишнината од постоењето на пензионерската организација. Овие годишнини представуваат темел на успешното организирање и целосна посветеност на сите пензионери за нивно позиционирање во граѓанското асоцирање во нашата држава. На почетокот, значи 1946 година, пензионерите кои што току произлезени од виорот на војната, со регистрирани околу 500 пензионери, во наредниот период од 7 децении се омасовува во граѓанска асоциација која денес брои околу 250.000 пензионери. Денес пензионерите во Македонија, доброволно здружени во Сојузот, со ангажирање на секој пензионер, поединец, како и колективно здружени преку своите здруженија, со своји програмски активности, успешно се посветени на подобрување на условите за живот и работа на секој пензионер. Сдруженијето на пензионери на Кочани во чест на јубилејот 70 години пензионерска организација во Македонија подготвува публикација под наслов "На корените на традицијата", во која ќе стане збор за културно-уметничката дејност на фолклорниот ансамбл, оркестарот и солистите кои работат во Кочанската пензионерска организација. Книгата ќе биде промовирана на почетокот на месец декември годинава, за кога е закажан и годишниот концерт на кочанските пензионери во чест на денот на формирањето на Сдруженијето на пензионерите од Кочани. Повеќе да се внимава на духовниот отколку на телесниот пост, предупредуваат свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. В недела започнуваат богородичните пости. Богородичниот пост започнува в недела на 14 август и трае 2 недели до 28 август. Овие пости се најкратки и затоа за постање се одлучуваат поголем број луѓе. Богородичниот пост, кој е востановен во чест на празниците Преображение Христово и Успение на Пресвета Богородица, според типикот пропишан од Светата православна црква, се пости на следниот начин. Од понеделник до петок без масло, сабота и недела е разрешено на масло и вино. Риба е благословено на празникот Преображение Христово. Да се посвети поголемо внимание на духовниот отколку на телесниот пост, потсетуваат свештениците. Правило на пост кој што е припишено од страна на Светата православна црква не е општо важечко за сите, може да биде ублажено секако со благослов и знаење на духовниот отец, посебно за оние категории луѓе како што се бремени жени, дојлки, мајки со помали деца, стари изнемоштени лица, болни, лица кои што работат тешка физичка работа или чија што работа е поврзана со патување. Значи, апелираме како се претходните пости, така и овие, значи да се обрне повеќе внимание на молитвата, на добрите дела, за размислувањето на Бога, нашиот однос кон Бога, односот кон нашите ближни, пред се да правиме добри дела, без разлика дали тоа ќе бидат од морален карактер, со советување, финансиски. Значи, се што ќе правиме, целиот наш пост треба да биде во слава на Бога. Што се однесува за земање причест, пак Арсовски додава дека во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги литургија се служи секој петок, недела и празник. Сите кои имаат благослов од духовникот и кои се подготвени може да земат причест после секоја литургија. Арсовски апелираше и до сите оние кои сакаат да идат на исповед, поради големата гужва за време на постите и со цел да се запази вистинската и целосна исповед, да не чекаат последниот ден, туку тоа да го сторат порано со претходен договор со духовникот. Инаку, денеска Светата православна црква се спомнува за светиот свештеномаченик и епископ Интерамниски Валентин.
Истиот оној кој под западно влијание се празнува на 14 февруари како Ден на влюбените. Следува информацијата од спортот. Оваа сезона во ракометната школа на ракометниот клуб Вардар од Виница доминира женската екипа. Кај девојките е забележан значителен напредок и развој во играта, што не е случај со машката екипа. Во ракометниот клуб Вардар од Виница оваа година доминираат девојчињата. Поради тоа, минатата сезона во Вардар Јуниор лигата клубот настапуваше во женска конкуренција. Тренерот на клубот вели дека девојчињата повеќе се интересираат да тренираат отколку момчињата. Поради тоа што ракометот се смета за погруп спорт во однос на некои други, родителите чекаат децата да достигнат одредена возраст пред да ги запишат во ракометната школа. Тренерите потврдуваат дека вообичаено момчињата порано започнуваат да тренираат, но дека и ретки се ракометните школи каде што доминираат девојчиња. Во клубот тренираат и момчиња родени 2004 година, но бидејќи побројни се девојчињата со генерацијата 2001 настапувавме во јуниор лигата и се пријавивме и за следната сезона, истакна тренерот Перо Бошевски. Женската екипа настапува како дел од Академија 2 и се пласираше на 4-то место. Во ракометната школа Вардар од Виница работат тројца тренери. Со учество во јуниор лигата сметаат дека се придонесува децата да ја подобрат играта, да стекнат нови искуства и техники што не можат да ги научат само од тренерите. Досега во тимот на девојките се забележува поголем напредок и развој од машката екипа. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд. Довидување.